Почитувани гледачи, добар ден. Ново издание на емисијата Ваш термин 17:10. Со вас сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ. И се разбира, оваа емисија, колку што знаете, сите оние кои што не следат, секогаш се обидува да ви пренесе информации во однос на она што не засега нас, а тоа е здравјето, проблемите со здравјето, значи со психофизичката состојба и се што може да биде во ваша корист, за да нели превенираме некое заболување или пак некоја состојба која што не би требало да не допре или да не засега. Така ќе биде и денеска. Меѓутоа, пред да најавам што ќе говориме денес, би сакала да прочитам првна информација која што Светската здравствена организација деновиве ја имаше објавено. Вели вака, значи, поради наметната изолација, сиромаштија и вознемиреност покрај пандемијата на коронавирус се заканува и глобална криза на менталното здравје. Предупреди шефот на одделот за ментално здравје на Светската здравствена организација. Изолацијата, стравот, несигурноста и економскиот пат предизвикуваат или можат да предизвикаат психолошки проблеми. Истакна Дебора Кестел, директор на одделот за ментално здравје на Светската здравствена организација. Во извештајот се истакнуваат неколку региони и социјални слоеви кои се најранлива група за ментални заболувања, вклучително и деца и млади луѓе изолирани од пријатели, како и здравствени работници кои се соочуваат со голем број на починати лица од вирусот. Истражувањата досега веќе го покажаа влијанието на пандемијата врз глобалното ментално здравје. Психолозите наведуваат дека има пораст на бројот на анксиозни и депресивни луѓе во неколку земји. Семејното насилство исто така е во пораст, додека здравствените работници бараат поголема психолошка помош. Еве, од оваа информација можете да заклучите дека ќе разговараме за психолошките проблеми во состојба на COVID-19. Заслужена за оваа тема е Дора Попова-Узуновски, која што е психолог и ни доаѓа од Центарот за применета психологија Дора. Дора, ви благодарам што одвоивте време и за прв пат ве поздравувам во ваш термин ТВ Сонце како мој соговорник, за жал овој пат онлайн. Драго Виолета, ти благодарам за поканата, драго ми што разговараме на оваа тема денес. Дора, на почеток би сакала да те прашам, бидејќи еве прочитав и она што Светската здравствена организација го има како информација. За жал, ние сите го чувствуваме на наша кожа, нели, на нашата психичка состојба. Зашто најчесто овој период ви се јавува оние кои што се дел од вашиот центар, кои што доаѓаат нели да ги користат вашите услуги? Дали се јавува со стравови, дека имаат стравови, дека имаат анксиозни напади, депресивни и така натаму? Зашто најчесто ве консултира? Значи, добро, луѓето редовно си се јавуваат за тоа што претходно си работеле на себе на претходните своји проблеми, во однос на тоа не е нешто драстично променето. Меѓутоа, фактот е дека новонастанатата нели состојба има импакт и врз тие кои што работеле и претходно на своите други проблеми, па сега и овој проблем си го додадоа. Меѓутоа, исто така имаме многу нови клиенти кои што најчесто се јавуваат поради анксиозност и панични напади, поради многу зголемено ниво на страв поради самата состојба. Меѓутоа, повеќе би рекла дека и тие луѓе кои што имаат толку многу зголемено ниво на страв, значи тоа се луѓе кои што претходно имале подлога. Значи, сепак субјективно биле посклони кон страв, за разлика од некои други нели кои што не се. Меѓутоа, дека нивото на продолжена состојба на стрес, која што ја нарекуваме уште дистрес, дека многу долго веќе известно време трае, дека луѓето потешко се справуваат, да, тоа е така. Так. Колку претпоставам дека нели се тоа што беше оние карантини што ги имавме, нели полицискиот час, па дури бевме затворени 2 викенда, нели по 60-80 часа и така натаму. Колку тоа влијаеше за да сите овие состојби и колку понатаму ќе влијае се тоа, можеби последиците допрва не чекаат околу психичкото здравје кога станува збор за се тоа што се случуваше изминатиот период, а и што ќе се случува во следниот период, бидејќи ние некако не го живееме животот како што го живеевме претходно. Така е, да, често гледам дека нели се наметнува таа фраза дека ништо повеќе нема да биде исто, дека животот повеќе не е ист. Меѓутоа, знаете како сепак животот не го интересира коронавирусот. Животот постои некако со или без нас и дали ќе ни поминува пред очи или ќе го живееме, сепак
наш личен избор. А меѓутоа, во однос на тоа кои ќе бидат последиците, како ќе се навикнеме, како сега се справуваме со сето тоа, а повеќе би рекла дека зависи од различни карактери на луѓето, различни личности структури, така ќе се одрази. Јас не сум за тој генерален став. Нели како глобално ќе сите луѓе ќе се одрази, бидејќи најмногу ќе зависи од тоа колку изолацијата го променила животот на луѓето, дали изолацијата го променила или пак е некој луѓе останало ист начинот на живот, бидејќи вие претходно имате луѓе кои што биле затворени, кои што работеле од дома, кои што работеле онлайн. И едноставно кај нив често добивам изјави од тие луѓе дека немаат ниту доживување дека животот нешто повеќе им се сменил. Од друга страна имате луѓе нели кои што биле помногу активни, трчале повеќе по кариера, биле поамбициозни или не знам, нели тука и семејството па имале повеќе различни обврски и стресови од сите тие ствари, па изолацијата им помогна да се смират малку повеќе. И едноставно ги олабави некако да видат на себе, да видат каде се и што се. Меѓутоа сега во психологијата ние ако земеме дека имаме 5 различни карактери на луѓе и дека секој човек па е комбинација од 1 до 2, а некои и до 3 карактери, вие имате толку комбинации на последици колку што може да биде. Да личноста не го чини само карактерот, значи вие имате други, имаме значи социјални улоги, имаме некои други фактори исто така, кои што нели допринесуваат до тоа како некој ќе реагира на самата состојба. Меѓутоа најмногу зависи од тоа колку личноста нели е склона на страф или не е. Имате луѓе кои што во ниту еден момент некако не беа многу исплашени, тоа го примија, го прифатија или се адаптираа на тоа. И нели од тука доаѓа тоа дека најадаптибилните најлесно тоа ќе го преживеат, меѓутоа дека кај сите во позадината протекуваат некои несвесни процеси како резултат на оваа состојба, тоа сигурно дека се случува, меѓутоа пандемијата е се уште во тек. Значи треба прво да заврши, ние да го асимилираме сето тоа што ни се случува, односно нели народски кажано да го свариме во желудникот, а дури отпосле да видиме кои промени ќе ни се случат. Значи треба прво, знаете кога човек е среде огин, кога гори нешто, тоа ние не гледаме. Се уште рационално, меѓутоа луѓето факт е дека се адаптираат полека, меѓутоа дека кога ќе заврши, тогаш ќе можеме да видиме какви вистински последици. Рековте дека постојат 5 типа на карактери на луѓе, така речено, нели? Кои од овие 5 типа се најсклони на вакви стравови, анксиозни напади? Како вие ги класифицирате луѓето според тие типови? Добро, искрено сега вака, ако треба да навлезам во тоа, би изгледало накусо само така, да. Едноставно, вака, се извинам што ќе ви упаднам во зборот. Кои се тие луѓе кои што се поподлежни на стравови и на анксиозни и панични напади? Каков тип на карактерни особини треба да имаат тие луѓе? Имаат ли, се издвојуваат ли по нешто, по емотивност, а по што? Заправо, најискрено се луѓе кои што се воспитувани со страф. Значи, обично се тие луѓе кои што се воспитувани некако со страф и кои што имаат направено еден поголем отпор кон тоа, кон ризикот во животот, кон тоа да се впуштаат во новитети, кон тоа потешко да ги прифаќаат работите кои што доаѓаат, бидејќи на нив им е многу важна таа една комфортна зона. Меѓутоа, кај прашањето ваше за анксиозноста и паничните напади се случи еден интересен момент. Луѓето што страдаат од анксиозноста, тоа дека изолацијата на тие луѓе некако им помогна да се смират. Да. Значи тоа што за нив беше опасност пред нели да настане оваа состојба, сега како настана состојбата и кога видоа дека нели кај сите луѓе се јавува еден вид на паника, како нивната паника да се изедначи. Како да се изглади нивната паника, како они да се смирија и како да се олабавија. А дури видов кај некои мои пријатели кои што нели се посклони на анксиозност и тие панични напади, како викаат, сега кога ќе ни го пуштат полицискиот саат, значи и ние им кажуваме збогум на комфортната зона. Значи сепак има луѓе за кои што тој полициски час и таа изолација, тој карантин беше чувство на безбедност. Така, да. Не за сите се разбира. За поголемиот дел. Во секој случај се чувствувале безбедно онаму каде што се, заради тоа што немале контакти, не оделе никаде и знаат дека сигурно нема нели да
да се заразат со вирусот. Кажете ми, сега сме во некоја фаза на еве полека се прилагодуваме на некој начин за да почнеме сите нормално да функционираме, колку можеме нормално да функционираме, бидејќи како што гледаме секаде има некои правила. Правила на седење, правила на држање растојание, правила на носење на маски, кои што навистина и тешко паѓаат во ова топло време. Еве сега ги отворија и моловите, можевме да забележиме од информативните изданија како сето тоа изгледа навистина неприродно и малку необично. Како сето тоа ќе успееме некако да го примениме како секојдневие, како да го прифатиме, а помалку да се плашиме? Тука искрено би рекла дека мене најмногу треба ли реално да се плашиме кога излегуваме од дома, бидејќи она сето што го слушаме по медиумите, по социјалните мрежи, значи информации од различен тип. Едни велат не е страшно, други велат страшно е. Значи, можевме толку контрадикторни информации да слушнеме и да прочитаме, што просто и ние самите не знаеме на што да веруваме. Дали е навистина толку опасен вирусот и толку брзо се пренесува, или пак не е ништо страшно, нели? Треба малку да внимаваме и да го живееме животот нормално. Како сметате вие како психолог дека треба да постапуваме и со оглед на тоа дека навистина постои вирусот, меѓутоа како што кажав, да почнеме да функционираме без да се одрази на некој начин негативно пак врз нашата психолошка состојба. Така, значи пред се здравото е многу субјективно. Така. Меѓутоа сите помалку се плашат, така речеме. Да, тоа е сосема јасно. Меѓутоа многу субјективно и тој страв варира. Ве имате луѓе кои што 2,5 месеци не се излезени буквално од карантинот. Значи 2,5 месеци целото нивно излегување до тераса. И кои се уште седат онака упорно во тој карантин, додека другите луѓе веќе се движат. И сега тука ќе видите нели во зависност од движењето на луѓето, кај кого каков е тој страв. Меѓутоа стравот како состојба, како едно реално чувство е многу малку. Значи стравовите на луѓето се претежно ирационални и не постојат. Ние колку и да се обидуваме со нашиот страв да ја контролираме одредена состојба или одредена ситуација, вистината е дека ние само мислиме дека тоа го контролираме. Така што јас тука би повикала повеќе на една умереност кај граѓаните, значи борете сосема да го живееме животот, нели како што сме го живееле претходно или секој да се прилагоди на тоа што му е за него окей, меѓутоа да ги земеме мерките за заштита, меѓутоа во една нели во рамки на една нормална, значи сосема во ред таа социјална дистанца, можеби носењето маски во тие затворени простори и тука едноставно тоа е се што ние можеме да направиме. Меѓутоа дека максимално ќе го контролираме сето тоа, секако дека не можеме, немаме никаква гаранција дека луѓето кои што ќе носат маски нема сигурно да се заразат или пак тие што нема да носат маски ќе се заразат. Така, продолжете, да слушам. Да, сакам тоа да го кажам во таа смисла. Меѓутоа, претпоставувам дека најтешката ризична група во моментов во однос на психолошката состојба за која малку се збори се луѓето нели кои што ги изгубија своите најблиски и многу за нив пандемијата е една продолжена траума. Траењето на епидемијата за нив продолжена траума. Тие секој ден се соочуваат и се навраќаат постојано на фактот дека нели го изгубиле некој и дури не можат ниту да си го земат времето за себе кој што им е потребно да ги оттагуваат своите најблиски со кои што нели немале ниту можност да се збогуваат во тие моменти. И сигурно дека за нив последиците ќе бидат потешки, дека целото тоа функционирање во рамките на оваа епидемија во однос на излегувањето, изолацијата, нив се ги потсеќа едноставно на тоа дека ја загубиле својата блиска личност и така што нели тоа што вие рековте, дали треба многу да се плашиме или дали е стварно смртоносно или не, тоа веќе видовме дека за некои луѓе може да биде смртоносен, или некои други луѓе на стоечки на нозе ќе го поминат вирусот. Како што имаме значи ризични групи во однос на психолошките
фактори, така имаме ризични групи во однос на имунолошките, тоа сигурно го знаат лекарите. Да. Ги спомнав медиумите, значи, како што кажав, слушавме многу информации, можевме да читаме на Facebook и на сите други социјални медиуми. Колку ни помогна, колку ни одмогна во однос на справувањето со психолошката состојба и секојдневието? Да, ова е интересно прашање и се согласувам дека социјалните мрежи и медиумите беа преплавени со секакви информации, вистините и невистините, дека од едните и од другите имаше нешто позитивно и негативно. Луѓето прво беа многу збунети, или во однос на тоа што да земат како вистина, што да земат како лага. Сведоци дури бевме дека во светот имаше фатални случаи кои што завршија земајќи некои недолажни вести како превентива во тоа како се лажни информации како превентива во тоа како се лечи вирусот, меѓутоа влијанието е повторно субјективно и тоа повторно кај различни групи на луѓе, особено тука возраста има многу големо влијание. Тоа што го прочитав како еден интересен податок е тоа дека на пример она модерната Z генерација која што е негде до 18-19 години, дека кај нив влијанието е најмало од целата оваа настаната состојба, бидејќи они претходно се живееле некој свој живот со видеоигрите, со тие некои други начини кои што уживаат животот, они се понели склони на користење на таблети, телефони, така натаму, меѓутоа ги користат за други сврхи, повеќе не толку за информации или за вести. Од друга страна, дека луѓето кои што најмногу биле фокусирани кон вестите за коронавирусот се луѓето над 50 години и тука луѓето во средните години. Дури самите милениумци не биле толку многу фокусирани колку што се милениумците некако на средина измеѓу едните и другите. Тоа се однесува на луѓето меѓу 20 и 37 години, кои што биле по негде на средина, не ги земаат вестите, меѓутоа и не ги земаат. Сигурно дека треба, би рекла да го издвоиме тоа што е релевантно. Меѓутоа, како да се справиме? На кои вести да веруваме, на кои да не веруваме? Еве и министерот за здравство постојано посочува од релевантни извори да се информираме. Меѓутоа, што ние да земеме за релевантно? Еве според вас. Све она што ни го кажува Министерството за здравство само? Значи вака сега, во однос на мерките кои што ние прво ги превземавме како држава, владата кои што ги превзема, ние и во нашата фила имаше поделени мислења за тоа дали тие мерки се соодветни или не се, бидејќи ако видите во Европа ние и Србија бевме единствените држави кои што воведоа карантин. И сега оваа бројка која што нагло отскокна, мене ако ме прашувате е баш последица на тој карантин. Заради тоа што во земјите каде што немаше карантин, веќе пандемијата спласна. Тоа е како да кај нас се случи еден јојо ефект. Значи пробавме како една топка да ја потиснеме длабоко под водата, меѓутоа топката колку повеќе ја потиснувате, ќе отскокне многу високо. И сега тоа ни се случува со веќе. Од што премногу бевме затворени, потоа сакавме веднаш да се исоциализираме, така речено, нели? Така, а можеби едноставно сплоснувањето ќе беше покривата, нели како што ја кажуваат, ако беа поублажени мерките ќе беше по лесно. Меѓутоа, однос нели на тоа за релевантните извори, сепак нели треба да тоа дали да му веруваме само на Министерството или на Светската здравствена организација, тоа е искрено многу дискутабилно прашање. Тоа што би требало да земеме, што не, бидејќи тука нели излегува и некои теории на заговор за тоа за потеклото на вирусот, па каде потекнува уште не е јасно и сите тие некои ствари, така што е тешко да се одговори на тоа прашање, нели што да земеме за релевантно, кога мислам дека и самите оние кои што ги промовираат мерките не знаат што е релевантното. И они значи го земаат само искуството од некои други земји, ги земаат препораките од Светската здравствена организација, меѓутоа има фактот дека уште многу неразјаснети работи околу вирусот. Така, меѓутоа кога станува збор за информациите, можевме да
да забележиме од епидемиолози кои што има едните едно мислење, другите друго и двете мислења се спротиставени, нели, едни кон други. Едните велат да, треба да се загрижиме, другите велат не треба да бидеме затворени, треба нормално да функционираме. Така што заради тоа велам, консумирајќи ги сите овие информациите, како сите бевме збунети, еве говорам и за себе, нели, како нели обичен граѓанин и како некој кој што еве го работи ова што го работи во однос на емисијата за здравство и во однос на новинарството. Кои се можните проблеми во иднина кои што може да се јават, со оглед на тоа дека и Светската здравствена организација го посочи сето ова како проблем, дека ќе се јавуваат вакви проблеми? Потенцираше, значи, кај млади луѓе, бидејќи нели знаеме дека младите беа најмногу активни во однос на оние излегувања ноќни и така натаму, и сега наеднаш нели тоа им се ускрати. Ајде, можеби ние кои што можеби не сме биле толку многу активни во однос на ноќни излегувања и дружења и така натаму, колку што биле младите, исто така беа посочени здравствените работници, кои беа други, значи, и ајде сега и децата исто. Бидејќи нели на децата не можеш да им објасниш, на малите деца не можеш да им објасниш, не може сега да одиш надвор, нели ќе се заразиш, па претпоставам дека и тие го чувствува цело време тој притисок кога не можеа да излегуваат надвор. Дали тие навистина според вас, еве психолозите, ќе бидат најзасегната група на граѓани кои што ќе ги почувствуваат психолошките проблеми понатаму? Искрено тоа или повторно зависи од карактерот? Менталното здравје на децата зависи од менталното здравје на родителите. Така. Значи, колку поголем е стравот кај родителите, толку ќе биде поголем стравот и кај децата. Значи, тие родители кои што се резилиентни, отпорни кон стравот од коронавирусот, тоа ќе се случи исто со децата. Меѓутоа, тоа што мене како професионалист најмногу ме плаши во однос на, нели, кои ќе бидат можните проблеми, е најмногу во однос на социјалната дистанца. Така. Дека таа социјална дистанца ќе биде проблема која задржиме како навика, како е тренд по завршувањето на епидемијата. Заради тоа што ќе биде проблем, луѓето ќе се оттуѓат од себе и не само што ќе се оттуѓат, туку ќе се затворат во себе. А ние имаме енергија која што само од себе бара да се споиме со другите луѓе. Така. Кој што и таа енергија ќе биде едноставно нереализирана, ние сме социјални битија. И кога таа таквата енергија ќе оставите да биде нереализирана, просто се создава една негативна внатрешна состојба психичка кај човекот, која што е резултат на една, кога не може љубовта да биде реализирана, она ќе се претвори во негативна енергија, ќе се претвори во агресија, во љутина, која кај многу луѓе нема да биде и право јасно на несвесно ниво од каде доаѓа, од каде произлегува. Таа ќе имате луѓе кои ќе станат многу понервозни, можеби ќе реагираат избувливо на многу ситници и така натаму, едноставно целата таа акумулирана енергија на кај ќе се одрази психосоматски. Така. Која што ќе поттекне од социјалната дистанца, бидејќи ние сме не само социјални, туку емоционално социјални битија. Ние имаме потреба од размена на емоциите меѓу нас луѓето, и кога немаме можност тоа да го направиме, и како тоа остава последици. Меѓутоа, од друга страна пак, во однос на таа нели социјална дистанца, секако па дека многу врски се возобновија, особено нели тие у семејството. Сега луѓето тука можеби наново се зближија, што може нели да има и позитивни ефекти во рамки на семејството, и тоа се разбира може да има кај многу има и негативни, бидејќи меѓутачните партнери ќе излезат на виделина сите негативности кои што претходно постоеле. Во однос на нели меѓутоа има една добра вест. А тоа е дека сепак нашите стари навики се вкоренети во нашите мозоци, дека секоја една навика има своја невронска врска и тие не се бришат. Така што и да има некои промени, нели промените ќе бидат подлабоко вкоренети во однос на тоа колку повеќе ќе трае состојбата, меѓутоа тие старите матриси сигурно дека нема така да се избришат, и тоа е значи позитивната работа во сето тоа, така што луѓето сепак можеби и побрзо ќе се извлечат од тоа што мислиме. Добро, Дора, еве сега, например, да посочиме тоа дека се отвараат кафеаните.
ќе биде се ќе биде според некои правила, ќе седат тројца до четворица на маса, ќе бидат преградени. Дали воопшто тоа ќе има некоја убавина на социјалното дружење? Значи сепак колку и да сакаме ние да бидеме опуштени и да седнеме во кафеана со никого, нема да биде исто како претходно, колку и да сакаме да го чувствуваме тоа како убаво. Барем според мене, не знам вие како размислувате. Еве за одењето на одмор, значи се вели дека ќе бидат лежалките толку разделечени, кога вие веќе знаете дека нешто се прави заради некоја заштита, несвесно психолошки сигурно ќе делува. Каков одмор ќе биде тоа кога несвесно психолошки ви делува дека некој е раздалечен заради предпазливост од нешто што може да ве зарази? Искрено дискутабилно е тоа кога ќе одиме на одмор и у кафеаните колку ќе издржиме на таа раздалеченост. Да, па тоа велам, тоа е сепак нешто што нема да биде нормално на некој начин. Бидејќи тоа што го гледаме од другите земји, повестите, не се гледа такво нешто, да. Да не се гледа такво нешто и покрај нели препораките на властите во сите земји некако луѓето се помалку изгледа како да ги слушаат тие препораки, бидејќи ете тоа е тоа што го зборувам, ние не можеме да контролираме, да сопреме таа емоционална енергија која што ни е потребна да се зближиме со другите луѓе, која што е наша и природна и не само психолошка, туку и физиолошка потреба. Така, ние сме навикнати кога ќе се видиме со некого да се гушнеме, да се прегрнеме. А сега некако тоа ни е ускратено, нели, поради тоа што мораме да држиме социјална дистанца. Дури и со најблиските роднини не можеме да се прегрнеме како што треба и да се поздравиме. И во секој случај тоа секако дека ќе влијае на некој начин, не може никако да не влијае. Без разлика каков и карактер да сте, нема да биде нели сеедно сето тоа така да се. Значи, ќе влијае во смисла на тоа дека можеби луѓето ќе и кога ќе се прегрнат, и кога ќе се поздрават, ама нели внатре ќе има едно чувство на така на некој немир, да. Некој немир, нели сега да не е нешто не ми се случува. Меѓутоа пак би ги разделила тука у групи луѓето. Значи велите сепак тие што се предпазливи ќе бидат предпазливи, тие што не се нема да бидат предпазливи, значи тоа е тоа. Така. И тука ја мислам многу варијации имаме, многу не е така едноставно да донесеме еден генерален заклучок. Кај некој вака, кај некој ќе биде онака. Така. Овде најдов еден текст, вака чисто се надевам дека ова е исто така нешто што е напишано од некои ваши колеги, вика дефинитивно треба да се обидете да се изолирате од информациите што ве преплавуваат. Секако дека треба да бидете во текст со новите мерки и регулативи и со сите оние, меѓутоа да не нели премногу го поминувате времето во следење на информации. Колку е добро понекогаш можеби и да не читаме премногу и да не слушаме премногу, се со цел нели што помалку психолошки да не оптоварува сето тоа. А нели како има една поговорка, колку помалку знаеме. Некојаш толку помалку страдаме. Така. Знаете, однос нова прочитав исто една интересна статија за тоа дека дури 70% во моментов се пребарува на интернет за информации за коронавирус. Дека дури 70% тие информации се приоритет во однос на сите други, а те се само 30%. Так. И значи тоа е бројка која што е стварно некако фрапантна. И тоа некако меѓутоа и самите медиуми од некои нејасни за нас, мислам дека се уште причини тоа и не го наметнаа. Едноставно сме бомбардирани, значи прво медиумите тоа го направија, а после некако луѓето го голтнаа тоа и едноставно го вратија како реакција на тоа што се случи. Меѓутоа, пошто ако поминеше само како една состојба, како една појава, за која што не се дискутира многу или се дискутира некако некои нормални рамки, луѓето немаше да бидат толку оптеретени. Меѓутоа самите медиуми тоа го направија. Еве на пример во моментов знаеме дека се уште трае војната во Сирија, знаеме дека трае така. Никој не зборува ништо. Никој не зборува веќе за тоа, значи тоа што е актуелно, порано толку многу се зборуваше и сите изборевме за тоа, сега тоа се случува, никој тоа не го зборува, се заборави. Така да може да се деси момент да трае вирусот, а веќе едноставно да престанат медиумите да зборуваат за тоа и ние да се запрашаме опа каде тој да вирусот мистично исчезнато и да биде уште меѓу нас, ама да не сме толку оптеретени со стравот околу него. И тоа е за тоа го кажам дека стравот е многу субјективно чувство и дека реалните чувства на страх од опасност општо во животот на човекот се многу малку.
Така. 99% од стравовите се измислени или се креирани. Така. Во секој случај, како велите вие психолозите, потребно е човек да има мала доза на страв, меѓутоа да не ја премине онаа граница каде што ќе биде стравот нереален пак, нели, за да представува проблем во функционирањето во секојдневието. Имаме уште малку време, тука некако би го завршувале разговорот во однос на тоа дека, нели, без оглед на тоа што и секојдневно имаме бројки на позитивни случаи, можам да забележам денуве дека повеќето се во Скопје. Ние почнавме да функционираме и ќе мораме да почнеме да функционираме поради тоа што нели мора и економската состојба на некој начин да се врати во нормала. Многу луѓе изгубија работни места, можеби то прва ќе ги губат работните места. Еве еден совет од вас како за крај, како психолог, до сите оние кои што не следат. Еве еден опширен совет во ова време како понатаму да се однесуваме, што да правиме, се со цел нели да не влие психолошки лошо, или пак ако некој почувствува некој како да кажам проблем во однос на психичкото здравје, секако дека треба да се јави кај психолог за да нели не дојде до некои поголеми последици. Така, за вас состојба искрено сигурно дека ќе има сега некои позитивни трансформации, дека нема се толку да биде негативно. На крајот на криштата секоја па и негативна состојба, ситуација која се случува може да биде тригер, односно отскочна таска па кон некоја промена. Бидејќи некогаш за да стигнеме до позитивното, мораме да поминеме и нешто негативното. Значи мораме да го запознаеме, да го спознаеме, да го разбереме негативното, за да дојдеме до позитивното. Така што сигурно сум дека оваа новонастаната состојба дека ќе донеси до промени на свесноста, меѓутоа нема да биде состојбата таа што ќе ги донесе промените, ќе биде тригерот сам. Таа е отскочна таска која ќе истригира нови процеси кај луѓето. И која, нели, кажав дека ние сепак имаме стари матрици и тие реакцијата во моментов во голема мера се базира на тие стари матрици. А ние како ќе, ако луѓето успеат да направат една трансформација, да ги трансформираат тие стари матрици, тогаш можеме да зборуваме за едно квалитативно зголемување на нивото на свест. Така што да, тоа што јас би го препорачала е, топло би го препорачала за добре дојдени луѓето кои што сакаат да работат на себе, кои што веќе состојбата истригирала некои процеси во нив, кои што можеби ги анализираат, кои што можеби нели ги разгледуваат во самите себе, прават некои анализи или не е важно како. Едноставно се спознаат повеќе во сето тоа. Дури и стравот што го чувствуваат, дали е блокирачки или не, би било добро да го видат коренот негов. Бидејќи состојбата само го извлече стравот од столото и порано постои. Така. Бидејќи поново настаната ситуација нас не вали од комфортната зона. Така. Како што велат оние доктори кои што се за физичкото здравје, се доктори за физичкото, меѓутоа вие сте доктори за менталното здравје на некој начин и добро би било сите оние кои што не следат, сакаат, нели, имаат некој проблем, така речено, со психичката состојба, еве можат да се јават веќе од утре во нашата телевизија да добијат контакт ако сакаат нешто да се исконсултираат со Дора. Дора, ти ви благодарам што еве овозможивте вие со вашето вклучување да доставиме информации во однос на овие психички проблеми и психичките состојби во овие услови и се надевам дека во следната емисија веќе дојдете во студио па нели малку понормално да реализираме емисијата и да проговориме за нешто поконкретно кога станува збор за овие психички состојби кај луѓето. Така ви благодарам и на вас за поканата. Секој е добро. Секој е добро. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес и благодарам на вниманието. Останете понатаму со нашата програма. Ние повторно се разбира се гледаме за 7 дена во исто време.